Добар вечер, Ивона, како се чувствуваш? Добар вечер. Добре, малку ми е ладно, ама се прилагодувам на температурата во Куманово. За 5-6 степени е пониско од Скопје. Вечерва настапуваш во твојот роден град. Какви се твоите очекувања и како е тоа да пееш пред својата публика во градот кој што си родена? Па, со обзир дека после 4-5 години се појавувам на оваа сцена за празникот на мојот град, возбудена сум и стварно едва чекам да представам нешто мое, затоа што да сега секогаш било нешто туѓо. Сега после толку време си оставив простор да создадам нешто, едва чекам да подрам енергијата на сцена како и секогаш. Милонија, настапи на Макфест оваа година. Какво беше искуството за тебе? Дали те мотивираше да создадеш нова музика? Една од најдобрите изведби мои во живо, можам дефинитивно да кажам, и пресреќна сум затоа што имам во CV-то една таква макфестовска песна, само што искоментиравме со Сара и со Ана дека сум оставила макфестовска нова химна и тоа е огромен залак за мене и многу сум среќна што е тоа така, затоа што задоволството на еден артист е тоа, да создаде и да даде нешто што утре ќе трае. Се согласувам. Сите знаеме дека започна својата трансформација со операција на желудникот. Како одговараш на критиките на луѓето кои сметаат дека операциите се лесен излез од проблемите со тежината? Порано се објаснував, а сега затоа што навистина мислам дека доволно кажав и доволно представувам на социјалната мрежа што значи да јас сум уште активна и уште варирам со килажи слично, така што ништо не е онака праволиниски, така што дефинитивно веќе не одговарам. Порано пред 2-3 години одговарав, сега веќе оставам, дозволувам луѓето да мислат тоа што сакаат, затоа што тоа е слободата. А јас само сакам слобода и ништо друго. Ивона, која е причината за твојата насмевка и твојата ведрина? Дали можеби си емотивно зафатена или пак е нешто друго во прашање? Насмевка, у принцип јас сама на себе сум си доволна, да имам емотивен партнер кој што е присутен постојано во мојот живот, но јавноста нема потреба за тоа да знае, но не е дефинитивно причината за мојата насмевка, само тој сегмент. Мислам дека задоволството од самите себе си дефинитивно треба да ни е првично најбитно, за да може да има насмевка, за да може, знаеш како, љубовта кон себе е отвореност кон љубовта кон другите. Така што тоа е таа дефиниција за насмевка и за љубов. Се согласувам и ти го заслужуваш тоа. Кажи ми те, молам, што можеме да очекуваме следно од тебе? Можеби некој нов спот, нов проект, нова песна? Сега го снимам спотот од Макфестовската песна и после се повлекувам. Во јануари правам операција на кожа. И ќе ме нема доста долго време, а паралелно на тоа спремам албум, но нема да го пласирам веднаш, туку ќе чекам малку да сето тоа слегне, да се јас опоравам од операцијата, така што ме следува бурен период лично за мене, но сето тоа нема да биде испратено во јавноста, за да последа може да се берат плодовите и да го презентирам тоа кога ќе дојде време. Би сакала да те прашам која е причината за операцијата на кожата? Вишок од килограми и симнувањето на вишок од килограми води кон вишок на кожа. Таа вишок на кожа веќе е медицински проблем и веќе е естетски проблем кој што сакам да го средам и уморна сум од криења, од прикривање на големи делови од мене кои што не сакам да ги види јавноста затоа што не се за гледање и дефинитивно ми треба за мене. Пак ќе се навратам на тоа. Јас сум свртена кон себе пред се, за да можам да дадам на другите. Ја нема да сум задоволна, ако не сум задоволна и среќна, нема да можам ни вакви одговори да давам на било кој или да се појавам во јавноста и доста од тоа. Дефинитивно едва чекам да дојде јануари. Ти посакувам побрзо да оздравиш и да имаш лесна операција. За крај би сакала да те прашам дали исто така може да очекуваме од тебе можеби некој концерт во нашата арена и дали можеби би се пронашла во водите на српската естрада? За да направиш концерт треба да народски кажано да јадеш многу леп. Јас не конзумирам леп. Сега за сега не. Сега за сега е време на креирање. За сега е време на давање на музика, а концертите сами по себе ќе се дојдат и ќе дое време кога само ќе кликне. Што се однесува до српските води, да, спремаме нешто и за таму, но сега за сега кога не знам конкретно насоки, ќе одговорам да, но ништо конкретно. Дали би можела да ни откриеш дали се работи за дует или пак соло песна? Дует. Дали ќе може да ни откриеш можеби което е? Не.
Во ред. Поради технички проблеми и технички подписи, не. Во ред. Со текот на времето, кога ќе можам тоа да го презентирам, апсолутно со задоволство ќе ви го дадам. Со нетрпение го очекуваме тоа. Ивона, ти благодарам уште еднаш неиздвоеното време, ти посакувам пријатна вечер и едвете чекаме да те слушаме вечерва. Фала ти од срце, поздрав за сите гледачи.